Владата во моментот е фокусирана на завршување на процедурите за доизградбата на клиничката болница во Штип, изградбата на Факултетот за медицински науки и студентскиот дом во Штип, како и за болниците во Кичево и Тетово, истакна на денешната пресконференција председателот на влада Христија Мицкоски, кој одговараше на новинарско прашање. Премиерот Мицкоски посочи дека за болниците во Штип, Кичево и Тетово и за нов факултет за медицински науки и дом за студенти во Штип имале меѓународен повик за да се пронајдат финансиери за овие проекти. Сега сме фокусирани на завршување на процедурата за клиничката болница Штип, студентскиот дом и факултетот за медицински науки, здравствениот дом во Кичево со проширена дејност и клиничката болница во Тетово. Тука веќе имавме меѓународен повик за да најдеме финансиери и веќе имаме понуди кои што се необврзувачки, индикативни, кои што се понуди за нас, би рекол, навистина поволни и прифатливи. Овие проекти треба да ги завршиме, а логично е дека во меѓувреме размислуваме и за големиот клинички центар кој што во Скопје би требало да се изгради. Разгледуваме една локација, тоа е локацијата пред базенот Борис Трајковски, бидејќи таа локација е на два булевара, пристап до газ, блиску до обиколницата, што значи не само за главниот град и Македонија како држава, туку може од соседните држави да привлекуваме пациенти кои што ќе ги користат услугите на овој, би рекол, како што е нашиот план ултрамодерен клинички центар, но таа парцела е приватна собственост. Преговараме со собственикот да видиме дали можеме да најдеме замена за таа парцела, да ја добие државата, потоа со специјален закон да се смени намената на истата. Премиерот Мицкоски цени дека на овој начин не само што ќе се развие државата, туку и ќе се одговори на потребите на граѓаните, онаму каде што се најпотребни. Тоа е нашата амбиција и откако ќе ја завршиме процедурата со овие претходни проекти, тоа ќе биде главниот фокус на нашите приоритети. Овој долго најавуван проект да го направиме онаму каде што треба да биде и онаму каде што му е местото и каде што ќе можат граѓаните да го користат. Така што на овој начин цениме дека не само што ќе развиваме државата, туку и ќе одговориме на потребите на граѓаните онаму каде што се најпотребни. Како што дополнително посочи премиерот Мицкоски, тие како влада веќе имале меѓународен повик за да најдат финансиери и веќе имале понуди кои што се необврзувачки, индикативни понуди кои што, како што рече, се поволни и прифатливи.